Обично секогаш кога ги славиме светлите очи од некој Вселенски собор, омилијата ја наменуваме толку на тие свети очи, затоа што многу е важно соборноста во црквата. Во символот на верата, кој го читаме на секоја божествена литургија, но и многу почесто, на многу од богослужбите во дневниот циклус, го читаме символот на верата и вериме дека веруваме во едната света соборна и апостолска црква. Но што е тоа соборна? Зошто црквата е соборна? Само заради тоа што се одржувани вселенски собори, како што е денешниот празник, кога го славиме седмиот Вселенски собор. Не црквата по природа, уште од почетокот на нејзиното постоење соборна. А тоа не е значи само дека се одржувале собори. Собори одржуваат денеска и хуманитарните организации, и на некој начин и владините и невладини организации. Меѓутоа, собор во црквата значи секогаш да биде заквасен со Духот Свети. Не се собираме ние обично, како денеска да кажеме на литургија. Не сме собрани без Дух Свети. Така, ни текна сабаје си дојдовме на соборе. Туку затоа што Духот Свети не повика. Прво, да станеме порано од нашите комши кои не дошле во црква. Тоа само Духот Свети го побудува кај луѓето. Потоа, да најдеме средство да го осмислиме нашето доаѓање во црква, да најдеме средство да дојдеме до тука, зашто едноставно не е толку прикладно, оддалечени сме и од градот, и потребно е човек да си го осмисли своето доаѓање тука. Но за да го осмисли, му помага Духот Свети. Тоа е тој свештен собор кој го славиме. Зашто е заквасен од Духот Свети. Духот Свети учествува и во овие Вселенски собори, чиј спомен ден го празнуваме на седмиот Вселенски собор. Затоа се непогрешливи догматите кои се донесени на тие Вселенски собори. Не затоа што се тие некој договор на луѓето. Гледате, и сега назапнуваат договори меѓу луѓето, па траат еден месец, една година, 10 години. Ама ова траи векови. Денес го празнуваме соборот седми, кој бил 787 година, од тогаш, значи 8 век, сега сме 21 век. И од тогаш не заборава црквата дека тој собор донесол непогрешливи одлуки. Зошто? Зашто Духот Свети само бил во него. Духот Свети ги донел одлуките преку оците кои присуствувале и учествувале во тој собор. Тоа не прави различно од црквата, браќи и сестри. Значи, од една страна ги славиме Вселенските собори, зашто носат непогрешиви догматски одлуки. Ама од друга страна, затоа што го славиме присуството на Духот Свети, како што е присуството и во оваа литургија, и во сите литургии кои се служат во православна црква. Духот Свети не прави да бидеме едно невообичаено тело. Различно од другите тела кои ги гледаме. Телата на инсектите, телата на животните и телата на луѓето. Духот Свети од нас прави едно тело, а тоа е црквата Божја, тоа е телото Христово. Затоа се причествуваме, за да постанеме дел од тоа тело благословено.
И тоа е многу важно, секако, затоа што тоа ни обезбедува по патина за вечниот живот. Ние немаме сили ни до утре да преживееме, а камоли за вечно зборуваме. Ама Духот Свети не прави да имаме дух на вечност во себе. Во нашите тела да се пренесе тој дух кој го има Христос и кој има неговото тело. Ете, затоа ги нагласуваме соборите во црквата и соборниот начин на живење. Ние можеме само соборно да живееме. Ако живееме како индивидуи, како што е модерно денеска да живеат луѓето и на запад и на исток, на запад не бил својствен тој индивидуализам колку на западот. На истокот не бил својствен. Гледате денеска во Палестина како луѓето ништо не им значи животот. Може би не делцелни само христијани. Не се сите христијани, меѓутоа и припадниците на другите религии кои имаат контакт со христијанството учат многу за вечност и за вечен живот. И дури муслиманите таму гледате како гинат, како ништо да не е живот. Кој денеска мисли дека нешто му значи животот на запад и така едноставно ќе го даде? Нема да го даде животот, зашто е најдрагоценот. И ние, христијаните, не го даваме животот. Освен за вечност. Го даваме овој привремен живот само за вечност. За друго ништо не вреди да си го даде животот, ама овој свет не може да не обезбеди вечност. Може да не обезбеди само Духот Свети, за кој зборуваме, кој не прави соборно тело, тело Христово. И ние сме делови од тоа тело, не сме потполно тело, иако носиме вака физички целосно тело, ама нашето тело е само дел од севкупното тело на црквата, кој е самиот Христос. Тоа е важно да си го секогаш да си го преспомнуваме и да го учиме во црквата наново и наново. Човек ќе рече, па еднаш отслуживме света литургија пред 10 години, зошто сега слушаме Духот Свети? Не беше на таа литургија, влезе, вона тој не излегува никогаш. Не дека тој излегува од нас. Работата е ние да си го обновуваме духот постојано со нашата волја, спремни секогаш да му служиме на Бог. Нашата волјација, како што еве почнавме да говориме, некои поттикнат од Духот Свети за да дојде на оваа литургија. Не доаѓаме само иницијативно, меѓутоа Господ ја чита нашата волја. Затоа е многу важно да ја приспособуваме секогаш нашата волја кон волјата на Бога. Господ има секогаш волја да се спаси, ама често пати ние му се спротивставуваме. Нашата волја секогаш не е прилагодена кон Божјата волја. Ете затоа доаѓаме на литургија еднаш барем неделно, некои повеќе пати, ама еднаш барем неделно да се обноват сите наши сили, затоа што Господ не наметливо действува. Ќе ни го даде Духот Свети, ама не сега еднаш за вечно, затоа што е потребно во овој живот ние да се вежбаме, да стигнеме да откриваме волјата Негова. Таа вежба ја правиме како христијани каждодневно, секој ден. Прво ја откриваме волјата Божја, а потоа ја поддржуваме волјата Божја, односно самите себе се спремаме да можеме да ја поддржиме волјата Божја. Колку луѓе имате во околината кои не сакаат да ја поддржат волјата Божја?
Не сакаат затоа што сметаат дека се индивидуи, индивидуален начин на живот имаат и дури Господ им пречи во тој индивидуализам да можат да бидат самоволни. Зашто животот со Бога, не само со Бога, вие земете во едно семејство, животот во црквата воопшто бара одрекување. Не се сите спремни на одрекување, за жал. Но затоа ние се спремаме. Зошто постиме? На Господ велите му треба ние да постиме. Ништо не му треба на Бога. Ни треба нам, за да можеме да бидеме цврсти во нашите одлуки, во нашата волја, да можеме да на Бога да му слушаме. Ете, браќи и сестри, овој ден во кој го славиме Седмиот Вселенски собор е ден кога треба сите да си приспомнеме за овие возвишени подвизи кои Господ ни ги предлага, а ние ги усвојуваме. Господ ни предлага многу работи кои не прават совршени битија. Меѓутоа, дали ќе ги усвоиме нив, тоа зависи само од нас, не зависи веќе од Бога. Зависи од нас дали сакаме прво тоа да го направиме, дали сме подготвени често пати на жртва тоа да го направиме. Затоа е убаво децата кога од мала возраст се подготвуваат на жртва. Во семејството кога гледаат таа жртва, кај нивните родители, ќе го наследат, не во смисла по автоматизам ќе го наследат, ама тоа што го гледаат децата, не тоа што го слушаат, тоа што го гледаат дека го прават нивните родители, тоа се подготвени да го направат. Затоа е потребно со пример да им покажуваме на помладите генерации како да се научат да го живеат живот. Тоа е уметност. Да се научат да прво самите секако да се научиме, а после и децата да ги научиме како да го живеат живот. Друго нема да не праќа. Нити кој факултет сме го завршили, нити дали сме докторирали, ништо друго нема да праќа. Ке не прашаат, не треба ни прашање за тоа. Дали сме научили да живееме? Ако да живееме во соборност, во заедница, само тој е начинот да имаме живот вечен. Нема да се броиме како индивидуи во Царството Божие, ќе бидеме на некој начин именувани како Петко, Станко, Трајко, Јован. Ќе бидеме именувани, ама тоа не значи дека ќе бидеме индивидуи како што денеска го подразбира овој свет. Имам право на тоа. Од каде право? Имаш право, кое право си се родил? По дар си се родил. По дар прво Божи, а второ дар на родители. И сега се понатаму ми следува по дар, а не по право. Кој е правдата за тоа? Затоа што запишала, не знам, нека меѓународна институција дека тоа е право на живот. Не е тоа. Прво, дали треба да се прашува дали постои таквото право. Правото е измишлјотина на луѓето кои сакаат да одбегнат од Бога. Кај Бога правдата е Бог. Нема правда пишана или ние да заклучиме што е тоа правда. Господ е за нас правда. И нема друг начин да се покаже таа правда. Меѓутоа, ние тоа го учиме во црквата како соборен начин на живот. Тоа го учиме како саможртвен начин на живот. Нашиот живот треба да сватиме и да разбереме дека е жртва. Ке рече човек, па вие сте мазохисти, христијаните, сакате само да се жртвувате. Не, туку сваќаме жртвата не мора да биде холокауст, сепаленица. Жртвата може да биде со совеста,
да сакам некому да му послужам и тоа е жртва. А зашто му служам? Зашто? Кога му служам на другите, си служам самиот себе. Затоа што и тој ќе ми послужи, ако сме научили така да живееме. И тој ќе ми послужи кога треба, кога сум јас немоќен. Ева приметувате, јас кога сум немоќен, морам да се фатам да ме потпрат двајца, и од десната и од левата страна. Ама ако мојот живот не научам да биде жртва, ти ќе речат, па дојде преку глава, до кој ќе те држиме и од лева и од десна страна. Значи, треба возроден начин, колку што може човек. Никој нити Господ не бара повеќе од тоа што може да го направи човекот. Сите различни дарови добиваме прво. Тоа ги викаме евангелски различни таланти добиваме. И со тие различни таланти ние еден во едно е специјалист, друг во друго, трет во трето, ама сите заедно во се сме специјалисти. Затоа што другиот, ближниот мој е добар во она што јас сум слаб. Тоа е црквата. И таа е разликата меѓу било какво општество на збирни единки кои живеат само за себе и црква во која човекот живее за другиот. Тоа е важно да го научиме да го живееме, зашто тоа не прави битие слични на Бога. Гледате го, не можеме да го стигнеме Бога, ама баш во ништо. Тој се жртвува за животот на свет. За мене, за тебе, за сите, ќе се жртвува. Некој од нас сме стигнали до тоа лекција, може би со некаква минимална, може би, ама постои некаква користољубивост ако се жртвува некој за некој. Дали тоа му е роднина, дали очекува дека после тоа ќе му биде возвратен. Ама Господ се жртвува за сите нас, зашто? Очекува од нас дека ќе му биде нешто дадено од нашиот вишок кој го имаме. На Господа му дадеме. Не, туку се жртвува затоа што да ни го покаже патот на спасението. Ние си живеевме милиарди години како заблудени овци. И дојде Господ да не просветли. Тоа треба да го разберем и да го сватиме. Затоа, браќи и сестри, секогаш да имаме на ум дека Господ е тој ни дава нов начин на постоење, нов начин на живот, и тој нов начин на живот да ни постане наша секојдневица. Ние да живееме поинаку од луѓето кои не се од црквата. Не дека сме некоја елита. Ние сами за себе никогаш не сметаме дека сме елита. Ама реално ние сме елита. Затоа што да стигне човек до таа лекција, до која стигнува друг обичен човек, дека само во црквата е спасението, е возвишена лекција која не ја сватиле и многу учени луѓе. Милоста Божја нека ни биде секогаш со сите вас, нека ве храни, нека ве чува и нека секогаш ве воспитува во животот, за да го достигнеме сите животот во вечност и сега и секогаш. Спомнете, Господи.